Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме за нешто поразлично. Значи, почекав некое време додека стасаме до моментот кога би сакал ова нешто да ви го представам. Денес сакам да поразговарам за нашата целосна структура како тим и се тоа што ние сме го работеле досега и сакаме да го работиме во иднина, односно како од оној циклус од 2017 година се обидуваме да се разградиме во следниот циклус од 2022 до 2024 година, односно овој предстоен период кој што стои пред нас, со тоа што ова би сакал исто така да го искористиме како момент каде што би представил кои се нашите гранки како тим, односно оние луѓе кои што работиме заедно во истиот тим, и со тоа и да ви представам како едно портфолио може да биде разграничено за да имате во различни сектори на некој начин опфат за сопственото портфолио во различни делови од од Bull и Bear циклус во еден целосен циклус на Bitcoin halving. Со тоа што за прв пат, значи ќе започнеме со основните три сектори кои што на некој начин ги застапуваме во самиот тим, а тоа е крипто портфолио за кое што веќе поразговаравме, се сеќавате тоа беше нашето портфолио, значи она видео за портфолиото и она што сакаме да акумулираме во текот на 2022 до 2024 година. Затоа и ќе апдейтираме детално и постојано секогаш кога акумулираме и секогаш кога додаваме во нашето портфолио. Потоа вториот, да речам, сегмент кој што го имавме, но сега многу повеќе го развиваме во овој bear market, а тоа се nodes и mining, односно тоа се нодови кои што ги користат блокчейновите за своја сигурност, кои што ние ги на некој начин ги градиме во различни блокчейни, сакаме да имаме неколку нодови за различни коини кои што мислиме дека имаат соодветна иднина, како и некој мал погон на майнинг кој што го имаме, нели, ништо импресивно, но сепак нешто што го имаме уште од 2017 година. И новиот дел кој што се обидуваме да го развиеме до следниот bull market 2024 година, кој што ние во комплетно нов сегмент, да речем, во самиот тим. А тоа е NFT креации и колекции, каде што се обидуваме како целосен трет сегмент со еден член од нашиот тим да развиеме сосема нова сфера на NFTs во нашиот тим, каде што дел од овие портфолија ќе се влеат во истото и ќе ни помогнат да направиме дополнителен профит во bull market од 2024 година па натаму. Со тоа што YouTube каналот на некој начин како едно хоби, односно како место каде што можеме да ви представиме работите на кои што работиме. Значи, делумно заради едукација, делумно и нели заради спореба на информации, добивање информации во однос на тоа што имате вие како заедница со нас заедно. Значи, на тој начин заедно да изградиме, да речем, иднина во следниот bull market. Со тоа што повторно, значи, како што може да видите, ние имаме три сегменти кои што засебно функционираат и не се зависни еден од друг, но профитот кој што го добиваме од сите овие сегменти е на некој начин цикличен. Односно, некои од овие сегменти многу подобро функционираат во bear, за разлика од тоа некои подобро функционираат во bull, а имаме и сегменти кои што на некој начин подеднакво функционираат добро во bear и во bull циклус. Затоа и сега, значи, на следниот слайд ќе ви покажам што и кога купуваме, каде тоа го префрлуваме и зошто и како сето тоа се обидуваме да го направиме за во секој дел од циклусот да имаме одредена добивка. Сега, значи на следниот циклус овдека сакам да ви покажам уствари како на некој начин, значи може да го распределите вашето портфолио да не биде исклучиво портфолио како што е на пример делот кој што ви покажавме досега, односно да имате сопствено портфолио кое што исклучиво зависи од оние коини кои што ги чувате дали на берзи менувачници, дали на сопствен hard wallet. Значи поентата на портфолиото само по себе е истото да биде корисно доколку имате неколку сегменти во истото, се разбираме. Затоа што можеме тоа да го видиме во претходниот bull run многу јасно, кога имавме, да речеме, различни сектори кои што во различно време има свој подем. Да, овдека се зборува за сосема друг тип на сектори, но тоа би било пак на некој начин основен начин како би можел тоа да ви го разграничам. Како на пример, ако се сеќавате, имаше неколку месеци кога DeFi беше во сосема голем подем, потоа имаше неколку месеци кога NFTs беа во подем, па имаше дури еден сегмент кога DAOs беа во подем. Значи поентата е што сите овие различни групи на крипто, во случајов коини, има свој, да речем,
топ во самиот бул циклус. Затоа и многу е паметно кога на пример ќе распределите дел од своето портфолио, не исклучиво портфолио. Се разбираме за она што ја кажав до сега. Замислите дел од вашето портфолио да го заклучите во одредени нодови или во майнинг ригови, на пример. Исто така може и дел од портфолиото да го заклучите во NFTs. Сега, значи ќе ви покажам детално зашто уствари ставам збори зашто тоа го правиме, но само сакам да ви разграничам која е поентата на портфолиото да не ви биде исклучиво составено само од вреки на коини кои што ги имате во одреден блокчейн технологија. Значи за почеток ако сеќавате, ова беше портфолиото кое што ви го покажавме во самото видео, може да го најдете претходно, односно структурата на нашето портфолио, нема да навлегуваме во истото, како што спомнавме, станува збор за дел од него е во Ethereum, дел од него е во Layer 1 солуции, сега за сега. Со тоа што за следниот дел во овој bear market се обидуваме да акумулираме од различни сектори, како што е DeFi секторот, како што е bridging, за оние кои што разговаравме до сега, Link и Atom bridging, DeFi беше AV, Compound и слично како што е Synthetix, на пример. Исто така овдека можеме да ги спомнеме и Metaverse, Sandmana, Engine, EFI и слично. Потоа имаме топ 25 market cap, тоа беа VET, One, Matic, Avax и слично. Поентата што е? Значи, овие токени ние не ги држиме во моментов, но затоа и овдека имаме символи овдека. Значи, символите покажуваат дека паметно е градење на вакво портфолио од bear во bull циклус. Значи, поентата е да го направите ова портфолио со профитот кој што се го направиле во претходниот бул циклус, но не со држење на истиот. Него нормално го менуваме дали за стейблкоини, дали за биткоини. Поентата е да не го задржиме профитот за време на bear циклусот, каде што фактички целиот профит сме го направиле од претходно, не цел, но поголеми дел би го изгубиле. Затоа е паметно откако ќе се стави во стейблкоини да се почека ботам, она за кое што разговараме овие денови многу активно, но денес нема да разговараме за тоа, ќе одмориме малку од истото. Овде ќе разговараме исклучиво за тоа како е паметно да се структурира вашето портфолио во однос на различните структури кои што се во самиот крипто сектор. Па затоа моментално нашиот голем обем кој што го имаме во стейблкоини и сам кеш сам по себе, сега кога ќе утврдиме дека сме дошли до самото дно, се повеќе и повеќе ќе го алоцираме во оние токени за кои што веќе разговаравме во нашето портфолио. Нормално ќе правиме редовно апдејти, посебно кога купуваме, во однос на тоа што сме купили и зошто и како тоа моментално е апдейтирано во нашето портфолио. Со тоа што значи да не заборавиме, секогаш е паметно да се чека да се дојде до потенцијалното дно на биткоин, иако тоа никој не може да биде сигурен кога ќе биде, но нормално, како што рековме, тоа е онај момент за кој што претходно веќе разговаравме, дека удирањето на онаа 200 неделна средна вредност е сигнал дека веќе сме пристигнале до, ако не дно, барем приближно до самото дно на самиот биткоин како главна криптовалута, а со тоа и на самите останати, да речем, blue chip криптовалути. И затоа и постепено, кога веќе влегуваме на пазарот, ние ќе влегуваме буквално така. Значи ќе влегуваме од оние blue chip коини кои што сме сигурни дека како такви ќе останат, како што се на пример ADA, DOT, Ripple, Ethereum. Значи оние се најјаките буквално претенденти кои што се веднаш после биткоин и кои што имаат многу поголем потенцијал од истиот да растат во следниот bull market. Со тоа како влегуваме во истите, така понатаму како ќе видиме дека самиот биткоин и целиот криптопазар се коригира постепено нагоре, односно се утврдиле дека сме го нашле самото дно, така се повеќе и повеќе ќе влегуваме во останатите помали проекти кои што се уште не се толку сигурни во однос на својот маркет кап. И така како се движиме нагоре, така и постепено ќе го зголемуваме нашето портфолио со оној обем на стейблкоини и оној прилив на пари кои што го имаме во криптопазарот секој месец. Сега, затоа е и направено, како што може да видите овдека, дека најпаметно е градење на портфолио од bear, односно од како се утвори самиот ботом на одреден маркет кон bull. Со тоа што во bull треба да извадиме. Затоа и DCA, поентата на DCA, како што досега разговаравме, ќе разговараме и подосна, затоа што DCA, барем во нашата ситуација, на нашата група како криптогемичија, секогаш била и секогаш ќе биде барем до сега. Значи гледаме дека има огромни резултати и ќе се држиме до истата и во следниот bull циклус, нормално после овој bear market, со тоа што
постепено ќе почнеме да вадиме, нели, и за тоа ќе бидете информирани кога ќе дојде до тој момент, но поентата е пред да заврши самиот циклус ние веќе да ги имаме поголемиот дел од овие средства извадени настрана, освен доколку немаме некои проекти како што се сега моментално до тиада, каде што стейкингот ни е многу битен за да обезбедиме токени за следниот bull market, затоа што на овие два крипто блокчейна фактички имаме многу голема изградба на нови проекти кои што ќе бидат популарни во следниот bull market, и затоа на пример во многу од овие проекти ние сме заложени, едноставно имаме заклучено дел од својот профит од претходниот bull market кој што треба да ни вроди како профит во самиот токен на овие блокчейн, извинете, коин на овие блокчейни, а да и дод така и во оние токени кои што ќе испаднат на самиот блокчейн во следниот bull market. Сега, тоа е околу првиот сегмент, односно самото портфолио кој што го градиме. Вториот сегмент, односно майнинг, за кој што досега не сме разговарале, затоа што значи ние уствари и почнавме со самиот майнинг. На почетокот фактички имавме два рига за Етериум, кои што моментално се размислуваме дека самите по себе не се веќе на некој начин паметно да се држат, затоа што веднаш проблемот со Етериум е тоа што не знаеме кога ќе настапи Етериум 2.0. Затоа и сакам да направам видео во оваа недела, затоа што на оној пол кој што го направивме на двете групи и како и на нашиот канал, гледаме дека убедливо луѓето сакаат повеќе да знаат за Етериум 2.0, а потоа ќе направиме и за крипто versus CBDCs, која што е, ако мене ме прашувате, многу побитна тема, но ќе обработиме понатаму. Поентата е дека Ethereum 2.0 како proof of stake веќе нема да ги користи риговите и како такви не верувам дека ќе станат непотребни, но затоа се обидуваме да видиме дали е паметно овие ригови моментално да се пренаменат за копање на Litecoin, кој што како таков секогаш ќе биде овде, значи ќе остане истиот да биде со майнинг, proof of work, затоа што Litecoin е форк на Bitcoin, а Bitcoin како таков е proof of work и истиот за да биде променет е скоро невозможно. Значи нема да навлегуваме зошто и како, но поентата на самата технологија на Bitcoin да биде променето од proof of work во proof of stake е скоро невозможно. Ќе останеме на ова. Сега, поентата е што првиот профит кој што го добивме од майнинг уште во 2017 година, па и малку претходно, беше уствари пренаменет во портфолио кое што потоа се покаже како многу попрофитабилно, затоа што многу е поедноставно да ги чувате коините, да знаете кога да тргувате со нив и кога да ги продадете, отколку да се секирате дека сметките за струја ќе ви го буквално уништат профитот кој што сте го направили. Иако тоа не се случи, но нели, сепак ми разбирате поентата. Затоа и майнингот како таков моментално е нешто што е исклучиво опасно, посебно да не заборавиме дека струјата моментално, цената на струјата е во огромен раст, како во Македонија, така и насекаде во светот, па можам да кажам дека во Малта толку не се осеќа, значи самите сметки искрено не пораснаа воопште во она што јас го гледам, например, во секојдневната примена, но за разлика од тоа Македонија моментално е непогодно место за майнинг, посебно после она што го слушав дека сега струјата кој повеќе ќе користи, уште повеќе ќе плаќа, односно ќе биде наплатувана како да е индустријска. Сега не знам во детали, нормално веќе долго време не се наоѓам во Македонија за да го кажам тоа, но само сакам да кажам дека майнингот моментално во Македонија влегува во една критична фаза каде што не верувам дека е профитабилно истиот да се прави, посебно не со цените кои што моментално ги гледаме на пазарот, а да не се лажеме, значи майнингот сам по себе бара постојано да се плаќа сметката за струја без разлика колкава е. Значи вие мора да чекате целиот циклус да заврши кога овие парички кои што сте ги акумулирале ќе треба да ги продадете во следниот bull run. Затоа и можеби не е многу паметно како майнинг моментално да се прави во Македонија и размислуваме што ќе правиме со оние два рига кои што ги имаме, но за разлика од тоа моментално се обидуваме делот од профитот кој што го имаме да го пренасочиме во нодови. Сега подетално во однос на тоа што представуваат нодови, за разлика од майнинг, каде што proof of work технологијата сама по себе бара, значи вашиот компјутер кој што е како майнер, нели риг да речеме, да решава одредени загадки алгоритмични за тоа кој најбрзо ќе ја реши самата загадка, да добие дел од наградата, односно да ја заврши целата трансакција помеѓу двајцата праќачот и примачот на, да речем, Етериум во оваа ситуација. Така. За разлика од тоа, нодовите представуваат како да обяснам безбедносен систем на proof of stake технологијата, каде што за разлика од proof of work, значи овдека вие како нод заложувате собствен капитал, да речеме во случајов на Harmony, треба да заложите 10.000 токени на Harmony, да ги заложите како такви
и истите фактички ги користите со сопствениот компјутер, нормално кој што треба да биде сетиран, нели, сето тоа не е баш едноставно, но нели само да ви објаснам поентата на самиот нод. Значи, вашиот компјутер како еден од многуте нодови надвор низ светот представува сигурносна мрежа, односно секоја трансакција ја потврдува доколку значи компјутерот сам по себе треба да ја анализира трансакцијата и да увиди на пример дека не е напад на ботови или на пример некој било каков тип на хакерски напад кој што може да се случи на мрежата и да ја корумпира, со тоа што не само вие, туку да речеме има 100 нодови, секоја, нели, нормално секој блокчейн има различна технологија, различен тип на сигурносен систем, но еве пример. Замислите дека Harmony One има 100 нодови од кои што се барем 70% од нодовите да ја потврдат трансакцијата како безбедна пред истата да продолжи и да биде верификувана. Со тоа што секој од овие нодови добива минимален дел од она фи кој што се плаќа за самата трансакција помеѓу примачот и праќачот и на тој начин фактички вие допринесувате за безбедност на самата мрежа, а како поврат добивате дел од фито кое што се плаќа за самата трансакција помеѓу праќачот и примачот. Значи, на некој начин тоа е разликата помеѓу майнинг и нодови, со тоа што ова е следниот чекор на технологијата и затоа се обидуваме да финансираме во нодови на проекти кои што мислиме дека како такви ќе опстанат и како такви ќе бидат на пазарот уште долго. Значи, за почеток и за прв ние се уште сакаме на Harmony One, значи спремни сме, само чекаме да видиме дали истиот ќе биде практично профитабилен и после овој bear market. Поентата е што доколку не видиме дно и од истото да видиме дека сето ова се придвижува нагоре, никој од овие проекти нема да го земеме се додека не видиме дека ќе го преживее дното на самиот биткоин. Значи, нема поента сега да се земе и замислете после еден месец, например, биткоин да падне уште толку и да ги уништи некој од овие проекти. Затоа и се додека не почнеме да го полниме нашето портфолио, нема да насочуваме ниту еден цент кон овие нодови кои што сакаме да ги имаме. Значи, затоа од майнинг се обидуваме да се пренасочиме кон нодови, посебно во овој bear market, каде што еден нод на Harmony во времето на bull market значи чинеше околу $2500. А сега истиот чини 10 пати помалку, односно моментално со последниот пад на Harmony One токенот, еден нод чини околу $200 до $250, односно токените да ги имате чинат околу $200 до $250. Дополнително на тоа нормално потребен ви е компјутер со одредена спецификација и сето тоа. Значи нема да навлегуваме овдека во објаснување за тоа кој нод зошто е добар и зошто ние сакаме да го имаме. Значи само ќе ви покажам што уствари представуваат нодови и што ние планираме да правиме во овој bear market, а понатаму како се развиваме, значи односно како овие сектори повеќе и повеќе ги развиваме, така дополнително ќе ви кажуваме што правиме и зошто го правиме тоа. Значи пак ќе кажам, имаме лице кое што многу добро се на некој начин ја разбира самија майнинг технологија, веќе ги работи овие ригови неколку години и со тоа знае точно како се тоа се прави. Значи јас лично како истражувачкиот дел од самиот дел од тимот, значи ги наоѓам овие работи како нови проекти кои што стварно имаат потенцијал и имаат големи награди во однос на претходниот буран, односно ова се еден од најуспешните нодови кои што моментално беа во буранот 2017 до 2021 и со тоа сакаме да видиме дали истите ќе го преживеат bear маркетот, а доколку тоа го направат, нормално значи имаат огромен потенцијал да бидат исто добри нодови и за следниот bull маркет во 2024 и подоцна. Затоа и како такви ги имаме на некој начин земено на мета и се обидуваме само да видиме кога ќе заврши овој пат на bear market до самото дно и потоа да почнеме да ги акумулираме. Нормално за ова детално ќе ви информираме. Гледате дека самиот канал, моментално нашиот YouTube канал е само лице на она што го правиме во позадина и затоа и повторно ќе кажам. Значи, самата македонска јавност има минимално информации во однос на тоа што уствари надвор може да се направи во криптопазарот. Сакаме да ви го донесеме тоа што можеме поблиску, со тоа што ние само тоа што го правиме го прикажуваме како дел од работата на нашиот тим на YouTube каналот. Значи има многу голем интерес, затоа и се обидуваме што можеме повеќе да ви покажеме за однос на тоа кои се нашите планови и што правиме во текот на овој bear и bull market и ќе повторам дека сите оние кои што сега го следат криптопазарот, посебно, значи не само јас гледам дека и други канали се обидуваат да
прошират знаење во самиот крипто сектор. Значи, сакам да кажам дека bear маркетот сам по себе е моментот кога треба да се едуцирате, да видите кои се тие сектори, каде може да финансирате, што е паметно да се купи, како да се поставите за следниот bull маркет. Значи, сето тоа, поентата што ја гледам, значи, ова видео, главната цел ми е да ви покажам дека не треба да очајувате затоа што цената на биткоин паднала. Напротив, треба да се радувате. Знам, многу од нас, на пример, пак ќе кажем, и ние, оприлика 40% од нашето портфолио остана во овие главни 3 коина и се уште 4 коина и се уште како такво го чуваме во стейкинг, спремно за следниот bull маркет. Нема поента да го продаваме, посебно не со огромна, да речем, загуба или блиску до оно место каде што сме го купиле. Затоа, значи, она што веќе го имам извадено како профит и она што сакаме да го финансираме од сопствените средства, од она што, например, ние како прилив, го правиме со тоа што моментално не очујуваме дека цените паднале ниско, туку гледаме како да го искористиме тоа и кој е паметно моментално овие сектори, кој од овие сектори паметно да се унапреди, за да имаме поголем профит во следниот bull маркет. Значи, затоа ви кажувам, оние кои што сега ги следат овие канали, сега се обидуваат да научат, да видат што уствари е паметно и како сето тоа се прави, тие ќе бидат оние кои што навистина ќе направат богатство, не брз профит. Значи, брз профит може да направите и сега. И во самиот bear маркет има големи опции за брз профит. Но зборуваме за богатство, зборуваме за инвестирање во сектори кои што како такви понатаму може да ви значат и професија. Значи, тоа е нашата цел. Ние моментално голем дел од приливите кои што ги имаме со нашата работа овде на Малта, ги внесуваме во овие сектори со цел да стасаме до момент каде што овие сектори нас ќе ни носат главен финансиски, да речем, прилив. А сето друго ќе биде само плюс. И моментално тоа и се случува. Ние моментално имаме соодветен капитал да можеме да финансираме во сето ова, но не брзаме. Поентата на техничката анализа која што досега ја форсиравме на каналот е да ви покажеме дека без техничка анализа и без знаење каде се наоѓате на криптопазарот, сето ова е само фрлање пари во вода. Значи, прво мора да знаете каде се наоѓате на пазарот, а потоа да знаете во што финансирате и зошто. Сега од кога го поминавме тоа, само на кратко ќе да спомнам дека овде ќе имам уште неколку, нели, како што е PVX, Flux, Helium и Presearch, со тоа што секој од овие може да го проверите и да видите што станува збор. Flux беше еден од најдобрите нодови кои што беше присутен во претходниот bull маркет. PVX доста комплициран, нема да навлегуваме овде. Helium е уствари оној посебен тип, ова не е уствари ни нод, практично е Wi-Fi на некој начин рутер кој што го поставувате во сопствениот дом и кој што треба да помогне на сите кои што користат GPS мрежа, односно помага на оние направи како што се например GPS тракери или како што се например самите тракери во колата кои што ви покажуваат, значи Google Maps и слично, со тоа што вашиот рутер кој што го поставувате ги засилува овие сигнали, односно им помага на сите уреди кои што користат околу вас GPS и затоа добивате Helium токени назад, а додека Presearch е уствари енџин кој што е на некој начин технологија како Google, но е граден на блокчейн технологија. Проблемот е со тоа што Presearch самите по себе започна многу касно, односно истите почнаа со работа многу касно во самиот bull run и затоа и нема среќа да успеат да се развијат пред да дојде bear маркетот, но затоа на пример ние како таков проект го видовме и веруваме дека има потенцијал, ќе видиме дали истиот ќе преживее bear маркетот, а понатаму доколку истиот го преживее, затоа што моментално нодовите на Presearch се доста ефтини, ќе финансираме во истиот. Сега зошто стои bear и bull маркет? Стои затоа што, значи, нодови како такви никогаш не се продава нодо. Значи, доколку ние сме купиле нод на Harmony One и видовме дека, например, Harmony One беше еден од најдобрите профитери, да речем, во претходниот bull маркет, ние истиот би го чували и сега. Поентата со нодот е дека истиот како таков постојано работи за вас и ви носи токени. Без разлика дали е bear или bull маркет, нодовите како такви немаат зима. Значи, како што би рекле дома кај нас. Значи, истите постојано прават токени за вас, затоа што се додека тој проект постои, се додека блокчейнот прави нови блокови, вие ќе добивате и награди за тоа што работите како нод или како rig, односно proof of work технологија. Затоа и bear и bull како таков, значи покажува дека риговите и нодовите сами по себе постојано се активни, односно ова е на пример сектор доколку исклучиво се финансирате во овој сектор, како што има многу луѓе на пример кои што сакаат само майнинг, продаваат само да речем оно што го сработиле во текот на bear маркет, го продаваат кога ќе дојде на добра цена и
имате сосема солиден инкам, значи многу од овие луѓе успеале да направат гаражи со огромни ригови кои што безпрестанно значи мајнаат за нив. Самите ригови плаќаат за сопствената струја, дополнително самите ригови плаќаат за било каква поправка што мора да направите или изгорен дел од самиот компјутер или замена на графички плочи со нешто ново, на пример на пазарот. Сакам да кажам дека и ова самиот сектор сам по себе без овој е сосема успешен. А истиот може да биде активен и во Bear и во Bull. Со тоа што ние се обидуваме поединците кои што се во нашиот тим да се фокусираат на секој од овие структури и да го дадат својот максимум во тимот како придонес заедно, затоа што ова се членови на нашето семејство, не само како тим во криптогемиџија, и секој по себе на некој начин е со свое форте, односно секој од нас има одреден сегмент кој што му лежи многу повеќе, како што на пример еден од нашите членови е завршен електроинженер кој што сам по себе ова е многу поедноставно го прави. Значи јас можам да го представам како генерална идеја што истото значи, но тој на пример многу подетално може сето тоа да го обработи и затоа ние како тим одлучуваме каде да финансираме, а потоа секој го работи својот сектор најдобро што може за да допринесе како целина во самиот тим. И последниот, односно NFTs, е сектор кој што се обидуваме да го оформиме во следниот булран. Значи ние имавме допир со самиот сектор, со тоа што ги имавме овие 3 токени во претходниот булран, направивме солиден профит затоа што истите ако се сеќавате беа и до 8 до 12 долари некој од нив, а моментално се паднати на 50 центи, на пример. Сега со тоа што, значи тоа е само, замислете, тоа беше само затоа што Facebook направи најава за метаверс, а не е ни блиску до правење на метаверс. Замислете кога тоа ќе се случи. Значи овие како веќе разговаравме зашто се битни Sandmana и Enjin, со тоа и Efi кој што уствари представува marketplace за NFTs на Enjin. Значи, доколку не сте го погледнале видеото за Metaverse, ви насочувам да се вратите и да го погледнете, затоа што Metaverse ќе биде еден од главните профитери во следниот булран, тоа е наше мислење и така се поставуваме, значи сакаме да поставиме солиден дел од нашето портфолио пред да земе замав самиот Metaverse, со тоа што моментално ова е уствари дел од нашето главно портфолио кое што понатаму ќе биде отстрането и ќе биде додадено во посебен NFT, да речеме, портфолио кој што ќе биде назначено на еден од нашите членови кој што исклучиво се спрема за овој сегмент, со тоа што дополнително имаме некоја мала количина на IMX токени во гейминг сферата и GOTS, тоа е ништо што јас лично го правам, тоа е една од оние игри кои што се play to earn, кое што мене лично многу ми се допаја. Enjinот е како да сте играле, сигурно знаете некои од овие игри, например, две од моите омилени е Hearthstone, која што е базирана на World of Warcraft, како и The Witcher, односно не Witcher како игра, туку Gwent, онаа игра со карти која што има на самата Witcher игра, а понатаму беше развиена како на некој начин сосема посебен енџин на Gwent игра со карти. Значи, тие две активно ги играв многу време и сега, например, GATS е блокчейн технологија која што ви дозволува картите да ги имате како NFTs. Односно, доколку играте долго време, некои од овие карти коштаат и по 300-400 долари. Сега, јас имам некоја количина на GATS токени, имам некои, да речем, карти кои што соодветно коштаат солидна сума на пари, но нели ова само ви кажувам некое минимално портфолио кое што моментално го имам во NFTs, кое што понатаму планираме да порасне многу повеќе, со тоа што EFI се токени кои што не може да ги купите, тоа е уствари нешто што ние го финансиравме на DOT, доколку се сеќавате да ви кажав и за ова. Тоа беше уствари една од аукциите каде што EFI ќе биде базирана на DOT технологија, за разлика од тоа Enjin е базирана на Ethereum технологија. И, нели, сакам да ви напоменам дека NFTs како сектор се уште е сектор кој што е најпаметно да го играте додека сме во булран. Односно, се додека не преминеме од bear во bull, нема поента да сепарирате дел од вашето портфолио и да го внесувате во NFTs, освен ако тоа не се, например, governance токени како Sandmana, тоа е секогаш паметно да се купи. Но за разлика од тоа, понатаму, самиот NFTs има многу голем потенцијал во однос на купување на самите NFTs од типот на колекции, во однос на делови кои што се уметнички, како што се, например, самите, нели, се слушале CryptoPunks или
Bored Apes, Yacht Club и слично. Значи, ова се само најуспешните два проекти, но има многу кои што сами по себе кога NFT се враќа како бум, а тоа е посебно нормално кога ќе завлеземе во bull market циклусот. Значи, затоа и ќе имаме еден човек кој што исклучиво ќе работи на NFTs, кој што ќе ги следи овие. Значи, сега замислете, не можете да ги следите трите сфери. Тоа е поентата што сакам да ви објаснам во ова видео исто, дека паметно е да се финансира во трите. Но како поединец, верувајте ми, е невозможно да се следат овие три сфери, затоа што имате економски сектор кој што е самиот по себе поделен на повеќе, да речем, проекти како што се DeFi, Bridging, Layer 1, Layer 2 солуции и слично. Потоа имате майнинг и нодови кои што сами по себе бараат постојана работа, односно постојано да следите кој е подобар нод, што е ново на пазарот, кои се оние проекти кои што ќе имаат некој, да речем, нов тип на технологија која што до сега не сме имале, на пример, како и самиот NFTs кои што сам по себе дури местата каде што ги купувате и продавате самите NFTs, на пример како OpenSea платформата, се исклучиво наменети само за тоа. Моментално имаме многу такви посебни пазари, кои што како што ќе биде на пример EFI, маркетплейсот на Engine, кој што ќе биде исклучиво наменет за продажба и купување на NFTs, а со тоа, на пример, имате сосема друга сфера која што воопште не ви е опфатена во овој дел. Затоа битно е да видите каде вие базично ќе се базирате, односно која ќе ви биде првата гранка кон која што ќе работите, а потоа и да видите која може да ви биде следната како дополнително носење на профит. Значи, генерално вака, најкратко што можам да ви го објаснам, би представувало она што ние го имаме како целосна замисла на тимот на CryptoGamidžија, со тоа што идејата настане буквално да направиме обрт на средства кои што, на пример, во bear market би било паметно да се држат исклучиво во нодови, се додека, на пример, не сме го утврдиле самото дно. Односно да имаме нодови кои што ги имаме како такви, кои што сме утврдиле дека се добри за работа и истите да продолжат да работат за целиот bear market. Така, се додека не го утврдиме дното. Кога оној профит кој што сме го утврдиле, кој што сме го направиле во претходниот bull market, постепено ќе почнеме да го внесуваме како во Ethereum, нормално понатаму можеби и Bitcoin, сега за сега одлучени сме да не внесуваме ништо во биткоин, односно откако ќе се утврди дното да влесуваме во Ethereum, па потоа во Layer 1 солуции кои што се блиски до самиот Ethereum, односно неговите компетитори, а подоцна и нели сите оние токени од топ 25 кои што веруваме дека има многу добар потенцијал, со тоа што секогаш оставаме некој помал број на, да речем, проценти од нашето портфолио кои што би ги алоцирале евентуално на поризични микромаркет капови и слично. Со тоа што тоа е оној пре од нодови, односно само оно што сме го оставиле надвор од нашиот профит кој што е алоциран во кеш или стейбл коини, нодовите остануваат постојано. Оние кои што веруваме дека самите по себе се, нели, профитабилни и ќе продолжат да бидат профитабилни, а можеби и самиот майнинг, доколку одлучиме да продолжиме со майнинг на одредени коини, како што е можеби Raven коин исто размислуваме, исто така, нели, нормално за Litecoin веќе разговаравме, ќе видиме кои други опции се. Monero исто така е дозволено да се мајна, но работата е што мајнање на Monero може да ви го флагне вашето портфолио и потоа да не може ништо да продаете од истото, затоа што поседување на privacy coin како Monero, моментално законодавството кое што го спремаат во целиот свет е направено да откако ќе ви стават флаг на самото портфолио, ви ги следат транзакциите и кога ќе се обидете да продадете таквите флагирани портфолија, можно е да не успеете да продадете ништо, односно да не сака никој да ги купи криптовалутите кои што вие ги нудите, затоа што имате флаг, практично вашето портфолио е означено. Нормално, ова е само на кратко да ви покажам, нели, околу тој дел за мајнингот, со тоа што пак ќе кажам, значи откако сме утврдиле, нели, дека овие нодови остануваат, внесуваме после секој едно на bear market постепено, како што веќе ви кажав, нормално ќе разговараме за тоа многу подетално понатаму во апдейт на нашето портфолио и со тоа што како залетуваме кон самиот bull market, така се повеќе ставаме во средни и мали капови на коини, можеби евентуално и микро, ако видиме некој многу добар продукт, нормално на пазарот. И дополнително на тоа ќе ставиме и NFTs, односно посебен дел од самиот NFTs пазар, кој што се обидува се повеќе и повеќе да се одвои од целиот крипто пазар како посебна гранка, со тоа што, нели, овдека ќе имаме
ова е само за почеток. Значи ова ние буквално почетен капитал кој што треба да го имаме во овие 3 коини, тој би бил на некој начин почетниот капитал кој што би го имале, кој што понатаму можеме да го разградиме во одредени потенцијални дали ќе биде тоа блокчейн технологија, криптовалути, или пак ќе биде тоа конкретни NFTs како засебни коини, односно како засебни non-fungible токени. Значи тоа ќе биде да одлучиме понатаму кога ќе влеземе во следниот булран, затоа што NFTs моментално се доста тивки и нема поента да се купуваат затоа што не знаете дали истите ќе ја задржат вредноста до следниот бул маркет. Значи генерално така оприлика представува нашата слика на она што сакаме да го креираме како цикличен на некој начин 3 структурни вредности на нашиот тим со оние кои што моментално работат со нас, со тоа што пак ќе кажеме YouTube каналот е еден вид мое хоби кој што сакам да го обработам затоа што ќе се врата на моментот дека дома кај нас има минимален обем на информации и сакаме овие информации да ги доставиме до вас за македонскиот народ како таков да не биде постојано последен, односно да ги добие информациите, а понатаму останува на вас што вие ќе правите со истите. Повторно, ова не е финансиски совет, ова е само наше кажување на оние луѓе кои што сакаат да научат, кои што сакаат да слушнат што има таму надвор на пазарот и како може да финансираат во различни сектори, односно различни сегменти од сопственото портфолио за да бидат профитабилни во наредниот бул ран. Знам дека е доста црно моментално, знам дека паѓањето на биткоин доста ги погодува, посебно оние кои што касно влегле на самиот пазар, но верувате ми, ова е најдобриот начин да се научи. Значи ние во 2017 не го продаваме својот етериум затоа што се уште не знаевме која ќе биде цената, мислевме дека вечно ќе расте. Нормално тоа беше првата грешка која што ја направивме и научивме после сето тоа. Не го продававме кога цената падна, продолживме и понатаму да го собираме. Со тоа што сакам да ви кажам дека кој веќе поминал низ еден bear market, знае дека ова не е постојано. Знаеме дека е лошо, може да биде уште полошо, верувајте ми. Значи анализираме ситуацијата, ќе ви кажеме отворено што мислиме. Нормално секој од вас треба да си направи сопствена анализа, но оно што сакам да ви го кажам е дека bear marketот како таков ќе помине. Оние кои што ќе останат, оние кои што ќе одлучат да финансираат, се оние кои што на вистина ќе направат добар профит, затоа што овие цени кои што ги гледате моментално ги плашат сите. Затоа има се повеќе и повеќе паѓање на цената, затоа што луѓето се плашат дека цената ќе стане до нула. Тоа не се случи во сега 3 циклуси, ние искрено не веруваме дека ќе се случи, затоа и голем дел од нашите приливи на средства, како и она што веќе сме го направиле како профит, повторно го враќаме постепено во сферата, нормално, чекаме да се утврди самата дно цената на биткоин, а понатаму, кога ќе утврдиме дека едното, постепено ќе почнеме да го внесуваме повторно нашето портфолио од стейблкоини и кеш назад во криптовалути, нодови, майнинг, NFTs и слично, за тоа ќе бидете известени постепено, но само сакам да ви кажам дека знам како е кога се осеќате депресивно во однос на тоа дека поголемиот дел вашето портфолио е десеткуван, односно сега моментално вредноста му е 10 пати помала од колку што беше една година наназад, но тоа не е крај. Значи не заборавајте, доколку тоа ви се случи со инфлација, тоа на некој начин е крај. Но за разлика од тоа, доколку тоа ви се случи со bear market, тоа е само рестарт. За разлика од тоа, знаеме дека секогаш има следен bull market кој што дополнително ќе го забрза сето ова нагоре. Останува нели да видиме, тука сме со вас да го анализираме самиот криптопазар, затоа и очекуваме од вас фидбек, значи слободно коментирајте на нашите објави, тука сме да работиме со вас, да видиме што понатаму ќе се случува, доколку некој има информации кои што ние не сме ги добиле, ве молиме споделете ги со нас. Поентата е да направиме заедница каде што заеднички ќе споделуваме информации. Значи ние не ги правиме овој видеа за да докажеме на некого дека сме во право или дека да ви покажеме дека знаеме како се чарта. Ние знаеме како се чарта, тоа го правиме за себе. До сега се покажало доста успешно, затоа и го покажуваме за оние што не знаат да научат, а оние што знаат да ни помогнат и ние да научиме нешто што не го знаеме до сега. Затоа ви благодарам уште еднаш за поддршката. Се надевам и понатаму ќе следите нашиот канал, се додека имаме поддршка од вас. Овој канал ќе произведува нови бесплатни материјали. Значи ние никогаш нема да го наплатуваме нашиот материјал затоа што ова што го правиме, секако го правиме за нас. Мене на некој начин 1 или 2 часа од моето време да одвоам да го направам ово видео ми представува на некој начин гордост во однос на тоа што го правиме како тим, а второ и на некој начин задоволство затоа што можам ова да го понудам на луѓе кои што навистина сакаат да научат. Знам дека има многу луѓе кои што навистина ги гледаат видеата,
Знам дека тие што се најтивки и што никогаш не коментираат и што никогаш не реагираат бурно или не оставаат некои невидени коментари, се оние кои што навистина заслужуваат да продолжиме да работиме и понатаму. Затоа и реков уште на самиот почеток, знам дека има многу од оние тивки луѓе во позадина кои што гледаат, учат и се надевам дека ќе имаат добри резултати во следниот bull market. Со тоа ќе го завршим ово видео, се надевам дека ви се допадна, само сакам да ви покажам која е нашата идеја за иднината. Со тоа што исто ќе ја градиме заедно со вас на овој канал, ќе ви споделуваме што е уствари она што моментално го правиме на во самиот тим. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео на CryptoGamedžија.